Компанијата Екошпар произведува печки и котли на пелети по највисоки европски стандарди за квалитет. Намалете ги за секогаш месечните давачки за греење со печките Екошпар кои се вистински хит во Европа. Солара, Тукана, Карина, Алба, Аурига, Галена, Комби. Одберете ја онаа што најмногу ви одговара. Екошпар со својот дизајн ќе внесе романтична и топла нишка во вашиот дом, угостителски објект или деловен простор. Ова се настаните на денот. Доајено на македонското сликарство Јордан Манасиевски, годинешен добитник на највисокото општинско признание. Со интересна програма инспирирана од крајот на 70-тите години на минатиот век, одбележан патрониот празник на основното училиште Свети Климент Охридски. Охриѓани за најлудата ноќ во Истанбул, а на зимување во соседна Бугарија и Србија. Охриѓани не крадат струја. Пратениците во новиот украински парламент се степаа за распределба на функции. За денешните настани по временската прогноза. Данкат ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид преовладуваше облачно време со врнежи од дожд и максимална дневна температура од 12 степени Целзиусови. Воздушниот притисок 1016 хектопаскали, а во Охрид дуваше и умерен југоисточен ветар. Во сабота во поголемиот дел од Европа времето ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд. Врнежи од снег се очекуваат во областа на Алпите и Пиринеите, во Јужна Германија, Австрија, Швајцарија, делови од Норвешка и североисточна Европа. Претежно сончево со локална облачност ќе биде во Шпанија и Португалија, во делови од Велика Британија и места во Централна Европа. Најстуден европски главен град ќе биде Москва со -1, а најтопол Атина со температура од 18 степени Целзиусови. На Балканот утре времето ќе биде облачно и нестабилно со врнежи од дожд проследени со ветар. Дневните температури ќе се движат од 6 до 16 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота во утринските часови ќе има појава на магла, а ќе преовладува облачно време со врнежи од дожд. Попладне врнежите ќе престанат. Утринските температури ќе се движат од 4 до 10, а максималните дневни од 8 до 15 степени Целзиусови. Во Скопје утре ќе преовладува умерено облачно време со слаби врнежи од дожд кои попладне ќе престануваат. Утринската температура во главниот град до 8 степени, а максималната дневна 13 степени Целзиусови. И во Охрид во сабота времето ќе биде умерено облачно со слаби врнежи од дожд кои попладне ќе престанат. Утринската температура 7, а максималната дневна во Охрид 13 степени Целзиусови. Во деновите од викендот во Охрид ќе продолжи облачното време и врнежите од дожд. Од понеделник ќе настапи стабилизација на времето и можност за подолги сончеви периоди, но и пад на температурите. Утринските ќе се движат од 3 до 7, додека максималните дневни во нашиот град во интервал од 9 до 13 степени. Гледавте метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Гром цени за оваа недела. Суви смокви јазики 200 грама за 29 денари. Искон масло 52 денари. Крем банана Swiss Lion за гром цена од 1 денар. Топло, удобно, ефтино, лесно и чисто. Најпрактично решение за пријатна атмосфера во вашиот дом. Камини на пелети и котли за парно.
произведува Милкус Охрид. Велат дека сме топли и љубезни луѓе, пресретливи, полни со разбирање. Покажи им ја таа твоја страна и на туристите кои доаѓаат во твојот крај. Лесно е, обиди се. Алтернативен туризам. За тебе, за сите. Стоп Шоп и оваа недела ги препознава вашите желби. Томи мајонез 119 денари, Зод млеко со 28% масленост 33 денари, Wash and Go шампон 200 мл 39 денари, Бекутан марамици 72 69 денари, Битовски сок од јаболко 100% 45 денари. Стоп Шоп. Компанијата Екошпар произведува печки и котли на пелети по највисоки европски стандарди за квалитет. Намалете ги за секогаш месечните давачки за греење со печките Екошпар кои се вистински хит во Европа. Солара, Тукана, Карина, Алба, Аурига, Галена, Комби. Одберете ја онаа што најмногу ви одговара. Екошпар со својот дизајн ќе внесе романтична и топла нишка во вашиот дом, угостителски објект или деловен простор. Добро вечер. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Академскиот сликар Јордан Манасиевски, годинешен добитник на највисокото општинско признание Свети Климентовата награда. Посхумно со Свети Климентова повелба беше награден долгогодишниот културно-уметнички деец Слободан Крлески. Охридскиот уметник Јордан Манасиевски е годинешниот добитник на Свети Климентовата награда. Ова највисоко општинско признание Манасиевски го добива со одлука на градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски. Според зборовите и на Комисијата за доделување на награди и признанија и на градоначалникот, изборот на Манасиевски бил очигледен, но и дека годинешната листа со предлози била една од најдобрите во последниве години. Манасиевски наградата ја добива за неговата неоспорна улога во афирмација на македонската уметност на секаде низ светот. Преку своите уметнички дела и ликовни излагања во Германија, Франција, САД, Јапонија, Англија и во многу други земји, успеа да го представи Охрид и Македонија и да го постави на светската културна мапа, со што спонтано станува наш ликовен амбасадор во светот. Личноста одликувана со ваква брилјантна професионална кариера, ликовниот уметник со светско реноме, кој преку своите уметнички дела ги афирмира охридските и македонските културни вредности пред светот, академскиот сликар од Охрид, господинот Јордан Манасиевски, е достоен да ја носи наградата Свети Климент Охридски, патрон на Охрид за 2014 година. Уметникот Манасиевски е присутен ширум светот, има собрано мноштво признанија, изложувал во Париз, во Лувр, во Лондон, Јапонија и секаде освојува високи признанија. Минатата година беше добитник и на наградата од Интернационалниот биографски центар во Лондон, каде е номиниран да влезе во книгата на интернационални биографии на познати личности на светско ниво. А веднаш после оваа номинација е избрани во 100 најпрофесионални личности во својата област за 2013 година. Воедно, достојна почит со доделување на наградата Горнапорта, уште минатата година на Манасиевски му искажа и Лајонс клубот Охрид, која воспостави и доделува оваа престижна награда. Годинава пак, Комисијата за доделување на награди и признанија додели само една Свети Климентова повелба. Врз основа на утврдените критериуми и резултатите на гласањето на Комисијата, истата донесе одлука годинашнава повелба Свети Климент Охридски за заслуги, афирмација и промоција на Охрид и неговите вредности да се додели посхумно на господинот Слободан Крлески.
Слободан Крлевски, еден од основачите на големите фолклорни и културно-уметнички друштва на Охрид, еден од оние кои неуморно го пренесуваа фолклорот и традиционалните вредности на Охридскиот крај во низа земји во светот, афирмирајќи го со тоа нашиот град, неговото име и неговото значење. Традиционално, Свети Климентовата награда и повелбата се доделуваат на 8 декември на Свечената академија која се организира по повод патрониот празник на градов во Центарот за култура Григор Перличев. Повеќе дневните чествувања по повод патрониот празник на Охрид започнаа со свечената приредба на Основното училиште Свети Климент Охридски. Оваа година многобројните присутни имаа можност час и половина да уживаат во мюзикл во кој учествуваа ученици од 2 до 9 одделение. Подготовките се биле напорни, но трудот се исплатил, рече директорот на училиштето Јордан Пуроски. Мапет шоу, пародија и мюзикл, сцена од култниот филм Брилјантин, изведба на странски песни хитови во 70-тите години на минатиот век, беа само дел од богатата програма која посетителите во преполната сала на Центарот за култура Григор Прличев можеа да ја видат по повод патрониот празник на Основното училиште Климент Охридски. Учениците заедно со нивните наставнички ментори повеќе од 1 месец интензивно се подготвуваа за овој настан. За оваа точка ние многу се подготвувавме и ќе имаме една точка од Мапет шоу, која што ќе се сите ученици од трето одделение. Јас сум од 4 А. Ќе изведиме една точка со петлина за патрониот празник. Јас ќе сум човек. Што точка ќе изведувате вие? Петел. Исто, кај него. Човек. Што ќе изведувате? Петлиња. Петлиња во која полка ќе сте? Од кој одделение О, сте? 4 А. Колку време се подготвувавте? 3 дена. Од кој одделение си? 4 А. И која точка ќе изведите? Петлина. Директорот на училиштето Јордан Пуроски рече дека оваа година приредбата која ја подготвиле е многу поразлична од се она што претходно било прикажано. Целта им била децата да имаат можност да ги покажат сите своји афинитети како глума, пеење, танцување. Политиката се вклучуваат сите ученици кои што изразуваат желба за било, па подоцна се работи со тие. Беа вклучени скоро целиот колектив, тука беше вклучени наставничката по македонски, беше координатор Никица Мишева, наставничката по музичко образование Виолета Ангелеска, кои што за прв пат хорот спремаше и странски песни, значи многу поразлични од претходно што ги спремале и ќе настапат со некои точки во живо, значи со хорот и мислам дека ќе биде истина добро. На одбележувањето на патрониот празник беа доделени благодарници на двајца наставници кои 15 години во континуитет работат во училиштето, а беа доделени и наградите на учениците кои освоиле прво, второ или трето место во повеќе надпревари како шах и пинг-понг, но и на литературниот и ликовниот конкурс. Директорот на училиштето рече дека е многу задоволен од правецот по кој се движи оваа образовна институција. Тој додаде дека годинава која е на изминување се реализирани повеќе проекти со кои се подобрени условите во училиштето и вети дека во наредната учебна година со уште поголем ентузијазам целиот колектив ќе работи во таа насока. Банско, Боровец, Бугарија и Копаоник, Србија се најатрактивните скијачки центри каде охриѓани одлучиле да зимуваат. Додека пак неодоливиот Истанбул е најбараната дестинација за новогодишните празници. Охридските туристички агенции со полни раце работа и понуди за сечи џеб. Банско, Боровец, Копаоник се најбараните дестинации кои ги одбрале охриѓани за зимување. Сезоната е на прагот, а плановите на охриѓани за излез од обврски и релаксација се различни за секого, но целта е една – одмор, велат дел од охридските туристички агенции. А тука се и новогодишните празници. Пакет аранжманите за новогодишните празници се готови. Има голем број понуди речиси за сите европски метрополи за тродневен, четвородневен, петодневен аранжман со автобуски и авионски превоз, вели Елида Битрак од туристичката агенција Елида Турс. Дубај, 5 ноќи, 6 дена, со авионски нормално превоз, обезбедување на виза и сите други пропратни работи кои што се потребни. Кападокија, исто така имаме аранжман за Турција, за Египет, за Израел, за карстарење со брод со крузерите по Медитеран и други дестинации, поаѓајќи од Скопје, значи со автобуски превоз
до Дженова или од Дженова па со реализација на такво крстарење. Од туристичката агенција Фибула Травел вела дека за новогодишните празници интересот кај охриѓани бил најголем за Истанбул. Сања Невоска од оваа агенција нагласува: годинава охриѓани со време да си направат резервации за да ги искористат поволностите кои им ги нудат. И тоа што го барат луѓето е Бугарија, банско-зимски одмори. И за Нова година Истанбул, пред се Истанбул и другите дестинации, значи секогаш се организираат сите програми успешно. Истамбул, Виена, Прага, Будимпешта, зависно кој што сака, Париз, Анталија, имаме тоа ние нова дестинација за новогодишните празници, која исто така има интереси за тоа. Додека пак што се однесува до аранжманите за зимскиот одмор, охриѓани ќе зимуваат во земјите од соседството, како што изјави Оливера Ническа од туристичката агенција Глобус Травел. Нашите сограѓани пројавуваат најголем интерес за соседните држави, Србија и Бугарија. Исто така, значи голема заинтересираност има за атрактивните Будимпешта, Виена, Прага, неодоливиот Истанбул и на наше големо изненадување и задоволство, значи Париз, градот на светлината и љубовта. Најмал интерес кај охриѓани има за аранжманите во домашните туристички центри, како што информираа охридските туристички агенции. За преживување на 4-члено семејство во октомври му биле потребни 32.085 денари или 522 евра, пресмета Сојузот на синдикатите на Македонија. Половина од овие средства одат за храна, а најмалку се троши на култура и здравје. Државниот завод за статистика не пресметува ваков показател за животниот стандард на населението последниве 4 години. Пресметките на Сојузот на синдикатите на Македонија покажуваат дека во октомври на 4-члено семејство, кое живее во дом од 50 метри квадратни и не поседува автомобил, му требале 522 евра за да ги покрие основните животни потреби. Овие пари главно отишле на повисоките цени на храната, за која морале да потрошат 13.418 денари, за разлика од претходниот месец кога требало да потрошат 13.391 денар. Според синдикатот, 41,8% од трошоците на семејствата со 4 члена одат на исхраната. Следува домувањето кое месечно чини 10.300 денари, а од нив дори 8.221 денар завршуваат за плаќање на сметки за комуналии. За хигиена во октомври биле потребни 2.193 денари, за превоз 2.339 денари, за облека и обувки биле потребни 2.096 денари, за култура 1.070 денари, а за здравје 666 денари. Споредбите со официјалните податоци за висината на платите во земјава и основните трошоци на 4-члено семејство, користено во пресметките за синдикалната кошничка, покажуваат дека само семејство со двајца вработени, кои земаат просечна плата, може да каже дека преживува. А според последните официјални податоци, просечната плата во државава изнесуваше 21.278 денари. Државниот завод за статистика на Република Македонија не пресметува просечна потрошувачка кошничка од 2011 година. Во Охрид се помалку се краде електрична енергија. Нашиот град само до пред една година беше на врвот на листата по случаи на неовластено користење на електричната енергија. По се изгледа затворските казни кои почнаа да се изрекуваат за кражба на струја од почетокот на 2013 година ги дисциплинираа граѓаните. Во Охрид драстично намален бројот на кражби на електрична енергија. Во изминативе 10 месеци регистрирани се само 17 случаи. Под паролот на Ева на Македонија, Атанас Ковачевски вели дека ова е одличен напредок во подигнувањето на свеста кај граѓаните на нашиот град, бидејќи минатата година Охрид беше на врвот по регистрирани кражби на електрична енергија. Продија со плодците напори на Ева на Македонија, контролите на мерните места, како и на полицијата, и се разбира пред се измената во кривичниот законник во однос на затворската казна која за крадците на електрична енергија е пропишана, порано беше до 1 година, а сега е до 5 години. Во државава само ова година за 10 месеци се откриени 820 случаи на неовластено користење на електрична енергија. Најмногу се директни кражби, манипулации со броилата, има и случаи на самоволно приклучување. Најмногу има откриено кражби во Скопје, околу 211. На листата на градови со најмногу фатени кражби годинава се наоѓа Струмица 143, потоа Прилеп 83, Тетово 73, а во Кратово, Кочани, Кичево, Битола се откриени десетина случаи.
На 12,5 милиони киловат-часови електрична енергија украле крадците, а штетата во пари изнесува над 1,5 милиони евра. За 2 години екипите на Ева на Македонија и полицијата откриле 210 кражби на електрична енергија во земјава. Од нив 1831 се домакинства, 170 мали бизнис корисници, 5 јавни предпријатија и 4 компании од категоријата индустрија. За сите е поднесена кривична пријава, дел од нив добија судска разрешница, дел чекаат на правосудна одлука на судовите. Државата е оштетена по основна неисплатениот данок на додадена вредност, со што не може да се наплаќа накрадената нефактурирана енергија. Неголема штета трпат соседите на крадците на електрична енергија. Секаде каде што има кражба, напорното слабнува и постои голема опасност од пожари, а сериозно загрозени се и околината и животите на тие што крадат електрична енергија, но и на нивните соседи. Новото издание на емисијата Филмско око ќе можете да го погледнете по завршувањето на дневникот. И за вечерва, авторот Ѓоко Симјановски подготви најнови информации и занимливости од светот на филмот. Во продолжение проследете ги вестите од светот. Полицаец белец со огнено оружје уби невооружен црнец во Феникс, град во американската сојузна држава Аризона. Ова доаѓа во време кога ширум САД се организираат протести поради слични инциденти. Полицаецот видел дека осомничениот 34 годишниот Рамеин Брисбон посегнува во джеб и помислил дека ќе извади пиштол, па по кратко борење го застрелал со 2 куршуми во градниот кош. Подоцна се утврдило дека Брисбон во джебот имал само таблети. Стотици афроамериканци вчера протестираа по улиците на Феникс барајќи да биде соопштено името на полицаецот и тој да биде изведен пред суд. Во неколку градови во САД, меѓу кои во Вашингтон, Њујорк, Денвер, Детройт, Минеаполис и Чикаго, вчера беа обновени протестите за рамноправност и правда. Тепачка во која учествуваа 20 пратеници изби денес во новоизбраниот парламент на Украина. До пресметка со тупаници дошло поради прераспределбата на преседавањето со законодавните комисии помеѓу фракциите во Врховната Рада. Независниот пратеник и поранешен лидер на протестите на киевскиот плоштад Мајдан Владимир Парасјук порача во парламентот дека се заборавени принципите на востанието кое доведе до соборување од власт на поранешниот председател Виктор Јануковиќ во февруари. Украинскиот народ на Мајдан се бореше за транспарентно. Покажете им дека не избрале толпа глупаци, рече Парасјук. Националните влади на земјите ќе го имаат последниот збор во донесувањето на одлуките за забрана на генетски модифицираните посеви на своја територија. Ваквата одлука ја донесоа Европскиот парламент и земјите членки на Европската унија. Земјите ќе имаат право да забранат одгледување генетски модифицирани култури дури и во случај ако тоа претходно го одобри Агенцијата за безбедност на храна на Европската унија. Владите добиваат слобода сами да одлучуваат водејќи се од националниот интерес, но при тоа да го земат во предвид и ставот на населението во однос на генетски модифицираната храна, изјави Европскиот комесар за безбедност на храната. Орион, вселенското летало на НАСА, денес успешно го почна првиот тест лет во Вселената. Со помош на моќните Делта 4 ракети, леталото стартуваше од Кейп Канаверал во Флорида. Експерименталниот лет на Орион е првиот тест за новата капсула Deep Space на НАСА, која е предвидена за долги патувања со човечки екипаж на патот до Марс. Таа на ова тестирање треба да покаже и дали заштитничкиот термички штит ќе издржи висока температура при брзиот влез во земјината атмосфера. Предвидено е летот на Орион да трае 4,5 часа и да заврши во водите на Тихиот океан. Жителите на бугарскиот град Варна со денови гледале една необична мачка со интензивна зелена боја на крзното како скита по улиците. Многумина претпоставувале дека некој намерно ја бојадисал, па на Facebook се појави и страница со повик за казнување на одговорните. Поголемата прашина која се крена во јавноста поради реакциите на Сдруженијата за заштита на животните, бугарските медиуми објавија дека мачката најчесто спиела во напуштена гаража полна со зелена синтетичка боја. Мачката изгледа здраво, но од активистите за заштита на животните предупредуваат дека бојадисувањето на животните може да има опасни последици. Ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за денес. Пријатно!